Па западна века. Што значеше за вас проектот за јакнување на улогата на народниот правобранител во еколошката правда за заштита на животната средина во нашата држава? Возможно, мислам, народниот правобранител да стане активен чинител, активно да ги следи работите и активно да постапува кога станува збор за животната средина. А кој успех вака би го издвоиле како најважен за вас? Ние успеавме да добиеме грантот преку проектот и што ни овозможи тоа, ни овозможи да се поврземе со локалните заедници, да им дадеме информации и заедно со нив да им помогнеме да ги артикулираат сите забелешки што ги има за конкретни проекти до институциите и резултатот беше проектите се запрени. Така, како некој вид на вмрежување всушност. Да, се поврзавме, обезбедивме информации, помогнавме. Која информација од целиот проект би ја издвоиле како највпечатлива или најважна? Мислам тоа што народниот правобранител доби квалитетна, едноставна, добра методологија за процена на црни точки и што сега ќе може да проценува која точка е ризик по животната средина, меѓутоа и ризик по човековите права. Црна точка е нешто што е ризик за животот наш во еколошкиот свет, да речем, така? И кои чекори се следни? Сега останува народниот правобранител сето тоа што го планираше во текот на спроведувањето на проектот, сите тие документи, дебати, дискусии, обуки, да ги примени во пракса. Да има барем еден документ кај што ги каже кој како постапил, кој како пропуштил да постапи и што треба да се направи за да стварно да се заштити животната средина и човековите права. Ако системот те игра, народниот правобранител игра за тебе. Проект за зајакнување на улогата на народниот правобранител во еколошката правда.